Благодарам, господине подпредседателе. Почитуван заменик министар, жалам што не го прифатите овој амандман. Пак се работи за мостот, што го спомна почитуваниот Диме Велковски. И немојте, мислам, со невистина да се служиме сега. Бил направен мост во Штип. Мостот го почна претходниот градоначалник. Патот е приближен, конструкцијата од прилика беше спремна, уште не е направен. А многу важен. Јас го имав поставувана како амандман. Се не може во моментот да го најдам амандманот кога сум го поставувал како амандман за решавање на овој проблем. Штип е голем град, индустријски град. Многу работи се случија. Приватни иницијативи, државни иницијативи, со создавањето на универзитетот, со создавањето на индустријската зона, со донесувањето на неколку инвестиции, Штип стана урбан град. И така да патиштата скоро, сите патишта водат кон Штип. Се прави патот Штип кон Кочани, се направи автопатот кон Скопје. Гасификацијата ни е тука. Во делот на електричната енергија и поврзувањето е многу важно, затоа што Штип сега енергетски се поврзува и со Србија и со Бугарија. Штип и така и претходно беше центар на источниот дел. Тука поминува и морат и Струмичани, и не знам, и Радовишани, и сите да поминат, Брегалничкиот регион. Значи многу важен дел е. И сега, бидејќи за да влезеш веќе во Штип, треба од повеќе страни. Затоа го барав и патот Балван Таринци да се подобри. И затоа барав тука, бидејќи се влего тој тротоар на Карорман. И ова што се прави сега, мостот е почнат од претходната локална самоуправа. Меѓутоа, 2 години, повеќе 2 години веќе не се реализира тој. Се надам дека најавија дека некаде на пролет ќе биде готов. Убав после и многу добро решение, затоа што тој ќе поминува тука и ги заобиколува, односно ги фаќа населбите, тие што го знаат Штип така, населбата Баби, населбата 8 ноември, населбата Сењек, и тоа е идеално. Од тука може многу полесно да се оди и кон населбата Карорман и кон општина Карвенци. Така да во тој дел жалам, меѓутоа и не сакам да прифатам такви невистини дека нешто било направено кога не е направено. Што е направено? Еве, признаваме со колегата Димитар Стевананче, направен е 1 километар пат. Нема тука, така, кажа водчето и ние го прифаќаме тоа. Тоа е факт, толку е направено. Направени се, споени се 50 куќи од населбата, јас кај што живеам, кај што приклучени се на градскиот водовод, всушност направени се шахтите, претходната водоводна линија си постоеше, што на времето татко ми со граѓаните како председател на местна заедница ја правеа. Значи во таа населба. Сега само се направени шахтите. Види, граѓаните бараа да не се раскопува, бидејќи и тој асфалт што го направи ВМРО да помене, да не се ископа. Покрај тука и само шахтите, бидејќи водоводната линија тогаш квалитетна. Луѓето тоа што преска го спомна колегата Благоја Деспотовски, дека со самопридонес, точно со самопридонес луѓето си ги решаваа проблемите. Тие се. И една од најголемите придобивки и за Карорман и за сите тие населени места е легализацијата. Да, ќе ве молам, почитувана колешка, ако може да го добиам, бидејќи некој тука се труди и сака да каже што понатаму и како се прави. Еве отчет. Еве ви отчет. 500 страни. 500 страни. Не е и Штип, тие што не биле во Штип пред неколку години кога се создаваше овој и се создаде отчет и овие проекти, нема да го познаете, ќе мислите дека сте некаде на друго место. Сите патишта водат сега кон Штип. Меѓутоа, да го ставиме Штип настрана, бидејќи ќе дојдеме за проекти за него. Барањето е следно. И го поднесувам веќе неколку пати поред. Општината Карвинци, со доаѓањето на нашите граначалници се изгради тука нова општина, општинска зграда. Се направи пазар, се обновија патиштата, се легализира дел од куќите, им се даде можност за субвенции за земја, за стока, им се овозможи на голем дел да користат и државно земјиште за ефтини средства. Сега, кога влегувате во општина Карвинци, значи во населеното место Карвинци, тука има еден дел каде што имаше и поплава. Со претходниот градоначалник исто така се реконструираше, се уреди речното корито на таа река. И сега тука има потреба да се прошири мостот, бидејќи мостот оди и се движи кон планината Плачковица, и тука во близината до општината е и училиштето, и сега е многу важно да се прошири тука, да се направи тротоар, да се издаде можност за да се приближи до мостот. И од мостот натаму да се изгради мост и патот да се прошири со можност тука да биде многу побезбедно.
И тој мост, знаете што ќе се случи минатиот пат што го турна водата го однесе. Ако не се направи потврз, може во некоја следна прилика да се направи. А тоа знаете зашто така станува? Затоа што вие не дозволивте, го стопиравте проектот, а тоа е изградба на брана на реката Козјак. Ако тогаш се дозволеше и проектот врвеше сега, може би ќе беше втора година во фаза на изградба на таа брана и ќе се заштитевме всушност од тие води кои на некој начин сега ќе го рушат мостот ако бидејќи е незаштитен. Тука е проблемот. Кога зборуваме за некоја таква долгорочна стратегија која ВМРО ДПМН знаеше да направи. Така да, почитувани колеги, јас бидејќи имам уште неколку амандмани, сега ќе се повторам и ќе бидеме денес со можност да разговараме за овие. Јас ве замолувам, почитувани колеги, поготово вие што сте таму од изборна единица 3, да дадете поддршка, бидејќи таму нема само граѓани од ВМРО ДПМН, таму се граѓани кои честно и поштено си го живеат својот живот и треба да им се помогне. Благодарам.